Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја започнеме со читање на стих 13 од глава 4 од првото послание на Павле до црквата во Солун. Ова ќе биде текстот на кој денес ќе му посветиме најмногу време. Забележете што Павле вели во него. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Почнувајќи од овој стих во следниот дел од посланието до црквата во Солун, Павле пишува за многу важна тема, а тоа е воскресението. Според некои теолози, стиховите 13 до 18 се едни од најважните пророчки делови во Светото Писмо. Темата е воскресението, но исто така и второто Христово доаѓање. Светото Писмо јасно не учи дека еден ден Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја. Уште во времето на апостолот Павле, христијаните очекуваат тоа да се случи во секој момент. До ден денешен второто Христово доаѓање не се случило, а самиот Господ Исус рекол дека не можеме да знаеме кога ќе дојде до тоа. Низ вековите многумина се обиделе да го погодат или предскажат времето кога Господ Исус ќе се врати, но сите тие обиди завршиле неуспешно. Апостолот Павле никогаш не се обиде да даде конкретен датум, но веруваше дека тоа може да се случи во секој момент. Токму затоа во стих 15 од оваа глава тој ни пишува: ние, живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените. Знаете што ова значи? Апостолот Павле беше убеден дека Господ Исус може да се врати уште во првиот век. Тој не рече дека тоа сигурно ќе се случи, туку дека може да се случи. Истото важи и за времето во кое живееме. Во послание до Тит, глава 2, стих 13, апостолот Павле вели дека со нетрпение ја очекува блажената надеж и славното појавување на нашиот величествен Бог и Спасител. Кога Павле го пишувал посланието до филипјаните, се предпоставува дека тоа било во подоцнежната фаза од неговиот живот, додека се наоѓал во затвор во Рим. И во тие речиси последни моменти од својот живот, тој не се откажал од надежта дека Господ Исус може да се врати во секој момент. Самиот тој во Филипјаните 3:20 вели дека нашето жителство е на небесата, од каде го очекуваме нашиот Спасител Господ Исус Христос. Кога станува збор за второто Христово доаѓање, моето верување е дека кога ќе се случи тоа, ќе дојде и до нешто што во теологијата се нарекува грабнувањето на црквата. Тоа значи дека Господ Исус ќе ги земе кај себе сите христијани кои во тој момент ќе бидат живи на земјата. Некои луѓе не се согласуваат со идејата дека ќе има грабнување на црквата, дури и велат дека тој термин воопшто не се појавува во писмото. Но забележете што вели Павле во стих 17 од оваа глава. А потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Господ. Павле вели: ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот. Во овој дел од стихот Павле го користи старогрчкиот збор харпазо, за кој соодветен превод е зборот грабнати. Во суштина значи да се подигне нешто од местото од кое се наоѓа. Но ми се допаѓа што некои преводи го користат зборот грабнати, бидејќи верувам дека токму тоа е поентата на она што Павле сака да го каже. Христијаните кои се живи на оваа земја ќе бидат грабнати при второто Христово доаѓање. Без разлика кој збор повеќе ви се допаѓа, дали ви се допаѓа зборот грабнати или подигнати, сепак поентата е многу јасна. Според Божиот план за крајот на светот, тоа е следниот голем настан кој треба да се случи.
Господ Исус повторно да дојде и кај себе да ги земе христијаните. Но, дозволете ми да се вратам назад на стих 13, кој го прочитавме на почетокот од оваа епизода. Во него апостолот Павле им вели на христијаните во Солун дека не сака да бидат во незнаење во однос на упокоените во Христос. Значи, главното прашање со кое се бави овој дел од писмото е следното: што е со верниците кои умираат? Што се случува со нив и како оние кои се останати живи на овој свет треба да гледаат на смртта на своите браќа и сестри по вера? Дозволете ми да дадам малку поширок контекст на ова прашање, односно причината поради која е поставено. За време на неговото второ мисиско патување, Павле го посети градот Солун, во кој 3 саботи поред го проповедаше Евангелието во тамошната синагога. Тоа го читаме во Дела, глава 17, стих 2. Тоа значи дека апостолот најверојатно престојуваше во Солун помалку од 1 месец. Павле не отиде таму затоа што сакаше да прошета и да го развива локалниот туризам, туку затоа што имаше за цел да досегне што повеќе луѓе со пораката на Евангелието. Како резултат на тој негов мисиски потфат, во Солун се роди црквата. Неколку луѓе поверуваа во Христос и почнаа да се собираат заедно. Додека Павле беше во Солун, тој редовно ги поучуваше. Во книгата Дела не ни се дадени темите кои Павле ги поучуваше во Солун, но моја предпоставка е дека покрај другото зборувал и за грабнувањето на црквата, дека ќе дојде момент кога Господ Исус ќе се врати и кај себе ќе ги земе живите верници. Не само тоа, туку на верниците најверојатно им кажал дека Исусовото враќање може да се случи во секој момент. Потоа го напушти градот и ја продолжи мисијата во градот Вереа. Потоа отиде во Атина, па во Коринт. Во меѓувреме, Павле ги прати Сила и Тимотеј да одат во Солун, за да видат во каква состојба е тамошната црква. Сила и Тимотеј го пресретнаа Павле во Коринт и му кажаа дека црквата добро напредува, но дека верниците имаат неколку прашања поврзани со верата. Едно од тие прашања беше поврзано со второто доаѓање на Господ Исус, а верниците сакаа да знаат и што се случува со оние кои го напуштаат овој свет. Поради нивните прашања, а и нивниот напредок во верата, Павле, Сила и Тимотеј им напишаа послание, во кое ги охрабрија да продолжат да растат, но и им ги одговорија сите нивни прашања. Така всушност ние денес го имаме ова послание. Откако Павле, Сила и Тимотеј беа и служеа во Солун, некои од оние кои ја прифатија христијанската вера починаа. Христијаните во Солун се прашуваа што ќе се случи со тие луѓе. Затоа, кога Сила и Тимотеј дојдоа да ја посетат црквата, тамошните верници почнаа да се распрашуваат за упокоените во Христос. Се чини дека Сила и Тимотеј не им дадоа одговор на тие прашања, туку сакаа Павле да ја разјасни ситуацијата. Ако Павле во Солун поучувал дека Христос ќе ги земе живите верници кај себе при неговото второ доаѓање, тогаш што ќе се случи со оние кои починале? Дали тие го пропуштиле или ќе го пропуштат грабнувањето на црквата? Може би за некои од вас овие прашања звучат чудно или беззначајно, но за првите христијани во Солун ова биле сериозни теми на разговор. Бидејќи биле загрижени за упокоените во Христос, Павле им дава одговор во овој дел од посланието. Но ова прашање треба и нас да ни интересира, бидејќи и ние денес се соочуваме со смртта на блиски луѓе кои искрено верувале во Господ Исус. Што се случува со тие луѓе? Дали само го закопуваме телото во земја и со тоа завршува се? Некои филозофии и религии поучуваат дека со погребот завршува човековото постоење, но христијанската вера не учи дека тоа е само премин од живот тука на земјата во живот во вечноста.
Дозволете ми повторно да го прочитам стих 13, за да се подсетиме како Павле ја отвора оваа тема. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Интересен е почетокот од овој стих, каде Павле вели дека тој, Сила и Тимотеј не сакаат верниците во Солун да бидат во незнаење. Во прво послание до Коринтијаните, глава 12, апостолот Павле и на верниците во Коринт им вели дека не сака да бидат во незнаење. Со други зборови, тоа значи дека тие веќе живеат во одредено незнаење, но Павле им пристапува внимателно и не ги кара поради тоа нивно незнаење, бидејќи тие се нови во верата. Всушност, би рекол дека Павле никогаш не бил остар кон верниците кои не знаеле одредени нешта, но тој бил остар кон оние кои знаеа што е вистината, а сепак не постапуваа согласно тоа што го знаат. Во суштина, сите христијани живеат во одредено незнаење. Нема верник кој знае се што треба да знае. Сите ние сме несовршени во нашето знаење и има нешта кои допрва ќе ги осознаваме. Бог е единствениот кој знае се, а ние луѓето можеме само да напредуваме во знаењето. Сепак, не е важно само многу да знаеме, туку знаењето од нас да направи луѓе кои ќе бидат слични на Господ Исус. Земајќи ги за пример зборовите на Павле од овој стих, и ние денес треба се повеќе да ја истражуваме христијанската вера, за да не живееме во незнаење. Тоа е добро за наша лична полза, но колку повеќе знаеме, толку повеќе ќе можеме и другите да ги поучиме, за и тие да не живеат во незнаење. Во овој стих Павле и неговите соработници пишуваат за оние кои се упокоени. Интересно е што во некои преводи не се користи зборот упокоени, туку заспани. Во одредена смисла смртта е како сон, бидејќи ниту еден човек не останува мртов за секогаш. Да, телата на луѓето се распаѓаат во гробовите, но писмото не учи дека душата продолжува да живее и кога ќе го напушти овој свет, оди на средба со Бог. Секој ќе даде отчет за својот живот пред Создателот. Не знам дали верувате во тоа, не знам дали ви се допаѓа таа идеја, но кога ќе го напуштите овој свет, вие не престанувате да постоите. Вашето постоење ќе продолжи или во вечно блаженство, или во вечно проклетство. Апостолот Павле им вели на христијаните во Солун дека за упокоените не треба да тажат онака како што тоа го прават оние кои немаат надеж. Тоа се однесува на сите други кои не поверувале во пораката на Евангелието. Знаете, во тоа време, како и денес, луѓето верувале во многу нешта и биле дел од различни религии. Но религиите во тоа време, а и денешните, не даваат вистинска надеж кога станува збор за смртта на нивните членови. Некои од нив поучуваат дека не знаеме што се случува со упокоените, други дека не можеме да бидеме сигурни дали божеството во кое веруваат ќе ги земе кај себе, трети веруваат дека нашето постоење завршува со смртта и така натаму. Во суштина, луѓето немаат сигурна надеж. Археолозите во Солун пронашле стар цитат од античко време кој гласи: "По смртта нема живот, нема средба со оној кој отишол во гробот." Грчкиот филозоф Теократ напишал: "Надежта е за живите, мртвите немаат никаква надеж." Токму тоа е она кое Павле го вели: луѓето немаат надеж за повторна средба со упокоените. Но христијанската вера е поинаква, бидејќи дава вистинска надеж заснована врз Божите ветувања. Оние кои искрено го следат Божиот пат, се надеваат на средба со Бог, на вечност мината во блаженство, но и на повторна средба со сите кои се во Христос.
Тоа ветување е дадено од Бог и можеме да бидеме сигурни дека ќе се исполни. Дали тоа значи дека не ни е дозволено да тажиме кога ќе се соочиме со смртта на некој ближен? Се разбира дека таква забрана не ни е дадена. На христијаните им е дозволено да тагуваат и да плачат, но при сето тоа треба да бидат свесни дека имаат надеж и дека не треба да тагуваат како оние кои не го познаваат Господ Исус. Христијаните треба и да се радуваат и да тагуваат поинаку од луѓето во светот, односно и во радоста да го имаат Бог на ум, но и во тагата да не го заборават неговиот збор. Искрено ќе ви кажам дека низ годините кога сум модел на погреби, релативно лесно сум можел да кажам кои луѓе се вистински христијани, а кои не се. Сите плачат, но оние кои го имаат Господ Исус во срцето, тагуваат на поинаков начин. Кај нив има надеж за повторна средба со упокоениот во Христос. Затоа тие не плачат како луѓе кои никогаш повеќе нема да се сретнат со оној кој си заминал, туку знаат дека само прашање на време е кога ќе бидат заедно во Божјото присуство. Во оваа програма неколку пати сум кажал дека јас и мојата сопруга имаме дете кое многу мало, како бебе, си замина од овој свет. Верувајте ми дека до ден денешен жалам за тоа, но знам дека еден ден, кога ќе го напуштам овој свет, ќе ја сретнам нашата ќерка. И тоа ми дава надеж. Патем, кога станува збор за воскресението на мртвите, а тоа е тема која допрва ќе обработуваме, сакам да знаете дека Библијата е многу јасна по однос на тоа прашање. Во неа се вели дека еден ден сите мртви ќе воскреснат, но не само нивните души, туку и нивните тела. Во неговата книга Писмата на душовадникот, познатиот К.С. Луис се исмева со либералните христијани кои веруваат дека воскресението се однесува само на душата, но не и на телото. Во книгата Откровение јасно се вели дека еден ден луѓето ќе ги добијат своите тела назад и нивните души ќе се присоединат со телата. Но таа тема ќе продолжиме да ја обработуваме во следните епизоди. Засега, тоа што треба да го имаме на ум во контекст на денешниот стих е дека христијаните треба да имаат надеж во своите срца кога станува збор за смртта на верниците. Тоа е секогаш тежок и болен момент, и ако некој од вас денес се соочува со смртта на блиска личност, мојата молитва е Бог да ви даде мир и утеха во вашето срце. Знам дека болката нема лесно и брзо да си замине, но нека Бог ве благослови со својот мир и нека ви ја објави својата љубов на посебен начин во овој период од животот. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.